Во Скопје анексот на договорот за добро соседство и натаму е енигма, а во Софија Каракачанов повторно се обидува да дели лекции по историја. Пред средбите со специјалниот македонски представник во бугарската престолнина, вице-премиерот и министер за одбрана со став дека Бучковски не е случајно избран и дека е добронамерен, но не и власта која само го користи. Според Каракачанов, во Македонија се краде туѓа историја и постои јазик на омраза. Се додека ова е случај, компромис не е можен. Ти имаш право да защитаваш својата идентичност такава каквато е и тогава од когато е возникнала, а не крадејќи чужда историја да си создаваш фалшива идентичност и да ми казваш ама не е европејско да ни отказвате да имаме своја идентичност. Ма вие си ја имате. Идентичноста создадена од Коминтерна, од Јосиф Броз Тито си ја имате. Заштитавајте си, никој не ви посяга на неја. Но цар Самуил е български цар, тој не е војувал срещу Българија, както пише във вашите учебници. Ние българите не сме фашисти, окупатори, татаро-монголско племе, защото и все още, въпреки 70 годишните промени в езика, все още говорим помежду си без преводач. Говорим на един език. Освен со Каракачанов, нема прецизни информации за тоа со кого уште ќе се сретне Бучковски. Неофицијално се споменува дека е постигнат мал напредок за акцијскиот план предложен од македонска страна. Од тоа како ќе напредуваат разговорите ќе зависи и дали Бучковски ќе се сретне и со Захариева. Опозицијската ВМРО ДПМН повторно прашува до кога македонскиот идентитет и јазик ќе се раскрчмува на преговарачки маси. Очекуваме одговори и одговорност од владата веќе неколку денови. 1. Кога бил доставен нон-пейперот од Бугарија и зошто македонската јавност не е информирана за содржината на истиот? Дали 12 точки се поразителни за македонскиот идентитет и јазик? Дали Бучковски следнава недела во Софија ќе дискутира за македонскиот јазик и историја? Зошто Зоран Заев веќе 2 години лаже дека немаме отворени прашања со соседите? Според бугарските медиуми, целта на посетата на Бучковски е враќање на довербата при спроведувањето на договорот за добро соседство. Од македонското МНР велат дека остануваат на позицијата дека треба да се искористат сите можности за да се изнеде взаемно прифатливо решение.